Конечно го дочекавме и стартот на новата сезона во првата македонска кошаркарска лига. Битолски Пелистер во првото коло беше поразен на гостувањето кај екипата на Охрид. Најефикасен кај зелено-белите, американскиот интернационалец Фил Хокинс со 21 поен. Охрид славеше над Пелистер со резултат 73:61 во рамките од првото коло од новата сезона во кошаркарскиот шампионат. Сосем очекувано, охриѓани покажаа повеќе во пресметката на новите прволигаши. Го контролираа резултатот и на крајот заслужено се радуваа на стартната победа на премиерата од новата сезона. Доминацијата беше најавена од самиот почеток, откако Охрид по 3 минути игра победе со 8:2, нешто подоцни со 15:5, за првата четвртина да заврши со резултат 17:10. Се што успеа Пелистер да стори е на стартот од вториот период да намали на 19:17. Веднаш потоа следеше нова серија на домашните кошаркари, кои на одмор заминаа со предност од 43:30. Двоцифрената разлика беше безпрекорно контролирана од страна на охриѓани, кои не дозволија победата да им биде доведена во прашање, триумфирајќи со конечни 73:61. Слободан Михајловски беше незапирлив за гостите и го заврши над преварот со 26 поени и шутот поле 11 од 14. Милојевиќ постигна 15, а Младеновиќ 12 поени за победничкиот тим, додека најефикасен за Пелистер беше Хокинс со 21 поен, кој ги одигра сите 40 минути од надпреварот. Фудбалскиот клуб Пелистер пак продолжува да реди победи во фудбалската лига. Овој пат пелистерци беа пресилни за екипата на Шкупи, која ја совладаа со 2:0. Стрелци на головите Лукас во 7-та и Боби Божиновски во 81-та минута. Пелистер успеа да стигне и до четвртата победа во низа во првата македонска фудбалска лига. Овој пат тимот на Наџи Шенсој беше пресилен за Шкупи. Мечот започна офанзивно од двете страни, а по само 4 минути првата закана ја имаа преку Бајрами гостите, кој шутираше од далечина, но неговиот удар заврши крај дирекот. По првата офанзивна акција, Пелистер победа во 7-та минута. Тошевски центрираше од десната страна, Трифуновски биеше во стативата, Палјамчевски во блокот и Лукас од третиот обид го совлада Зендели. Веднаш потоа се закани и Поп Златанов, но неговиот удар беше премногу млак за да го дуплира водството. Во 18-та минута, од десната страна силно биеше и Бујчевски, но неговиот удар го спречи Зендели. Следеше период на стагнација во играта кај домакините, кој малку не достигаше гостите да го искористат и да стигнат до израмнување. Најпрво Адем во 21-та минута случајно излезе сам пред Пашовски, но голманот на пелистерци со одлична реакција го спаси својот гол. Периодот на подобра игра, гостите можеа да го материјализираат и со шансата на Османи по третиот корнер поред во 31-та минута, но Трифуновски изблокира во последен момент. Пелистер беше поконкретен во одличното прво полувреме и замина на одмор со минимална предност. Второто полувреме започна со две измени, откако Ариф влезе кај гостите, а Илиев кај домакините на местото на Лјамчевски. Токму по брзата акција на ново влезениот играч кај гостите, Шкупи можеше да израмни, но Пашовски го прочита неговиот центаршут. Следеа напади на битолчани, по кои Илиев фати волеј, но неговиот удар заврши за малку крај голот. Извршените измени го намалија темпото на игра. Се чини домакините како да беа задоволни со постигнатиот еден гол, кој не гарантираше и 3 бода. Токму затоа во 81-та минута по акцијата на Лукас, Боби Божиновски се придодаде од втор план и рутински го совлада Зендели за финални 2:0. Во последните 10 минути Пелистер можеше да постигне и трет гол, но Божиновски ја погоди стативата, а Фернандо прекрасната акција на домакините не ја заврши со гол, бидејќи биеше крај голот. Со овој триумф, Пелистер ги докажа своите европски амбиции, останувајќи на само 2 бода за второпласираната Шкендија, а има позитива од 5 бодови во однос на Работнички.
Господин Ешенсој, најправо честитки за победата. Првото полувреме може да се каже дека одигравте добро. Имаше некој период на стагнација од 20-та до 30-та минута. Во второто полувреме се чини одигравте на резултат. Бевте задоволни од резултатот кој го имавте во тој момент. Како сте вие задоволни од овој надпревар? Да, видите, имахме, многу ми беше трудно кога дојдов тука кога анализирах мојот одбор, да имат победителен менталитет. Какво значи тоа победителен менталитет? Преди мене су влизали и су играли. Значи не су мислили да победат, него да играат, като на свадба. И направихме сега подисциплиновано да играеме да победиме, да знаеме да победиме. Не толку добро, красиво за око да играеме за публика, него да знаеме тактически да победиме, да знаеме тактическа дисциплина да спазваме. И ето виждате сами, од 6 мача не е случајно да противник не сме примили гол од противника, 6 мача. И првото полувреме до гола играхме добре, как се договорихме, али после гола правихме многу грешки на пасове, падна ни темпо на игра и на второ полувреме им каза да треба малку да играеме малку побрзо, со висок темпо и малку по-просто. Победихме един одбор, симпатичен одбор, кој многу трудно губи со големи разлики. Анализирахме их, затоа што одборна заштита им беше многу силна страна. Допреди наш мач, знаехме да многу добро одборно се заштитават. Не знае толку одборно да атакуваат, колку одборно цел одбор тактически дисциплинирано се заштитават. Задних 10 минути играхме као што сам ја помислил, задних 10 минути, ето виждате сами сме могли 4 и 5 гола да им караме, една са тие опет Боби, али малку е тоа за 90 минути, значи 80 минути не сме играли како што сум замислив јас. Задних 10 минути, така треба да повечаме минутажа на задних 10 минути што сме одиграли. Треба да признаме и падна им и физички падна наш одбор задних 10 минути и сме могли најмалку уште 2-3 гола да им даваме. Задоволен сам од резултата, али од игра не, и искам фенове на Перисте да будат трпеливи. Не е лесно да направиш двете ствари, двете компоненти, да биеш редовно, да играеш добро за око. Тоа ми треба малку време. Да, и им желаем на многу симпатичен одбор Шкупи, и им желаем успех од следващите мачови, да. Така, дали со оглед на тоа што ги имавте истите стартни 11 од мечот со Ренова, можеби веќе ја пронајдовте победничката формула? Па, виждате, имаме тука ние 27 фудбалисти кои тренираме и јас ги им каза да дуго е шампионат. Дуг е маратон, да има жлти картони, да има, како се вика, повреđени фудбалисти, да има всеки трети ден играеме мачове сега, ето веднага у среда играеме за купа за Силекс и да ни треба всички фудбалисти, че се опитваме, че покушаме да ротираме колку можемо, физиологически да одмориме фудбалисти и да ги ротираме, не всеки исти одбор да играе, него да промениме, да даваме терет на всеки фудбалист да играе. Така, еве и го споменавте мечот со Силекс кој ве очекува, кои се вашите очекувања во однос на тој надпревар? Па јас казах, ако се сеќате, казах имаме 2 пута за УЕФА, да нам е главна цел тази година кога ме викнаа мене, седнахме со руководители да искат УЕФА. И имаме 2 пъти. Единият път кроз купата и вторият да се пласираш втори или трети на шампионата. Значи ние има да юримо и двете. И 2 пута има да юриме. Ще играеме у среда, ще искаме един позитивен резултат, затоа што знаете 2 мача се играе за купата. Един позитивен резултат кој ќе да нам одговара за реванш со Силекс тамо.